Врз основа на член 3 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, службен вестник на РМ број 5/02, член 15 од статутот на општина Росман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росман, службен гласник на општина Росман број 7/06, донесуваме следното решение. Ја свикувам четврта седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи и врз основа на член 60 од Деловникот на Советот на општина Росман го предлагам следниот дневен ред. Пошто имаме само една точка на дневен ред, и пред да почнеме со дневниот ред, ја ставам на гласање записникот од минатата седница. Има некој барање за забелешка на записникот? Нема никој. Кој е за? Со 8 за. Одобро записникот. Значи, разгледување на барање број 08.540/1 од 10.12.2021 година доставена од местна заедница Сирково. Го поздравувам председателот на местна заедница на Сирково, кој е денеска е тука присутен и он со нас заедно со ветниците. И го ставам на, пошто сите го имате дневниот ред пред вас, може да почнеме со дискусија. Има ли некој нешто да каже за ова? Гласувате го дневниот ред. Ајде, добро. Дали има да гласувате дневниот ред? Се одобро ли дневниот ред како што е вака поставен или има некој друго нешто барање? Што нема никој, го ставам на гласање на дневниот ред. Ајде. Почитувани медовни, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Една замолница за војнина, забелешка председател е најпрво до тебе. Кога имаме, ние ќе бидеме повикани советниците на општина Росман да дискутираме за дадена точка, да ни информирате навреме и вработените во општинската администрација да малку да се да бидат навремено известени и навремено да ги оправдат своите отсуства. Така да, сега ние дојдесме сите да го разгледуваме нацрт буџетот на општина Росман, ръководителот на финанси е спрешен да дојде, а ние не сме информирани за тоа. Тоа е забелешката. Ја прифаќам забелешката, ама касно разбрав и јас дека шефот за финанси не е тука, дека нема да биде тука и заради тоа не бевте известени благовремено. За друг пат ќе биде благовремено. Да, сега беше касно. Сега го ставам на гласање на дневниот ред. Како добро може. Ти треба буџетот да го ставиш на дневен ред, па да не се одржи. Ти немаш на дневен ред буџет. Не, тоа беше комисија. Комисијата не беше претходно, а тоа е дневниот ред барање за разгледување на барањето. Ама правилно, че дневниот ред денеска не го доставите ви на актуелната седница. Дневниот ред вчера го закажа, вчера може да достави рече, не го доставите по денеска ни го добиваме дневен ред за дадената седница. Да, беше работа за... Ама не ние немаше да добиваме дневниот ред още вчера. Па добро кажем го тоа на председател, не мене. Јас кажам забелешка на председателот, а вие како и обично да фреловате од место. Добро, на дневен ред буџетот не е Јованче, тоа е комисија за финанси. Не. Значи немаме дневен ред. Не е дневниот ред тоа. Значи дневен ред. Он што ќе каже тоа закажува. Дневниот ред е разгледување на барањето од граѓаните на местна заедница Сирково. Го ставам на гласање ова. Кој е за? Се ни вино. Значи кој е воздржан или против? Еден против и воздржан еден. Блик воздржан е сти? За. Значи имаш 7. 7 за и 1 против. Дали некој сака да зборува по дневниот ред? Павле Павле?
Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитуван председател на МЗ Сирково. Разправяме денеска, значи имаме една точка на дневен ред и тоа е проблемите наши што се со патот. На минатата седница од ова говорница го прашав и градоначалникот, а и кажав дека беме кај министерот кај што постигнаме начелно некои барања, но бидејќи немаше слух од министерот, дојде до ова повторна седница. Ако министерот ни обеќа че дојде од 10 до 15 дена и да направиме состанок средба, тој не дојде и нема слух значи за овој проблем и затоа дојде до ова дереđe, да го речем, да имаме сега седница само за една точка да расправаме за патот. Јас мислам барањето од местната заедница, не знам дали ти го прочита председавачот, и да се донесе некој заклучок, да донесеме да со кој ќе направиме некој обрзувач, да го обрзиме дали градоначалникот, дали како совет некои представници да се вклучат поактивно во проблемот на село Сирково со тоа што да добиеме некој си приклучок и пред се патиштата што ги оштетуваат фирмите кои што извршуваат работата на патот, да ни ги вратат патиштата во првобитната положба. Тоа се барањата и предлагам, значи да донесиме нешто да задолжиме или како ќе биде, не знам како да го наречиме, да биде да донесиме одлуката. Ви благодарам. Дали не се договараме за тоа. Добро, тера на седмица. Некој друг дали бара зборот? Никој не бара зборот, повелик гранчалник. Почитувани членови на Совет, почитувани представници на медиумите, почитувани работени во општинската администрација, почитуван советник Павле Димов. Не би сакал да навлегувам во дискусија за тоа дали се имало или се немало слух. Дефинитивно се има слух. Ова не е проблем што е настанат, би го рекол проблем во 2021, ова е проблем што е многу поодамна и сега ние на свршен чин треба да, како Совет, да донесеме некоја одлука, заклучок, во врска со приклучокот во село Сирково. Во однос на тоа да ме задолжите, јас слободно можам да кажам, тука има представники од местната заедница на село Сирково, дека јас самиот се задолжив, уште многу понапред и веќе заедно со представници од местната заедница од Сирково, бевме во Министерството во Скопје, разговаравме со представници од Министерството, лично и со министерот и со другите соодветни институции и сега требаше да одржиме уште еден состанок, како што таму договоривме, и тој состанок ќе се одржи во наредниот период, односно до крајот на оваа недела. Тоа би сакал да го кажам за да појасним пред медиумите и пред граѓаните за реалната слика. Тоа е тоа. Ви благодарам. Оле, Јошев. Не планирав да испаѓам на говорница, но морам да му укажам некои работи на градоначалникот. Да, проблемот е настанат многу поодамна. Ве цитирам вас. Значи, забравајќи дека од 2016 градоначалник до 2021 година е актуелна власт СДСМ. Локалната власт е СДСМ, централната власт е СДСМ. Како што кажа председателот на местна заедница Сирково Веле Коцев, дека во 2015 година направиле увид, во тоа време во 2015 година е ветувано од актуелниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски дека ќе го земат во предвид реакцијата на жителите од село Сирково, но во 2016 година народот одлучи и ја смени власта на ВМРО ДПМН и дојде на власт во 2016 година СДСМ. Од 2016 до 2021 година градоначалник има 5 години.
долг временски период, како што кажавте. И како што кажа представницата од местната заедница Сирково тука, и му благодарам на информациите што не ги даде нас советници, за да ние полесно да трезвено размислуваме дека од 2018 па до 2021 година немаат никаква информација за нивните забелешки, тоест представки што ги упатуваат кон даденото министерство, а даденото министерство е Министерство за транспорт и врски. И сега ние и колегата Павле Димов кажа, замолува да дадем информации. Моята идея беше дискусията тук пред да почнат медиумите, да министърът дойде и каже свой став. Това го кажахте вие и замолвам още еднъж тие 5 луѓе што биле представници на местната заедница Сиркова да присуствуваат на тој состанок кога ќе дојде министерот за транспорт и врски и да, како што кажавме, да престане оваа агонија и овие протести и овие штрајкови, како да ги кажа. Значи, секој кога проектира некој проект греши, но може да се исправи. Го дадов и примерот за село Јаргулица, помеѓу Радовиш и Струмица, исто така немаше приклучок, но тогаш селаните се бунтуваа, штрекуваа и село Јаргулица доби приклучок. Мислам дека не е нешто страшно да се избориме за еден приклучок, така да стоимов ја да кажа. Хвала, јасно. Дали некој друг? Воли, хвала. Вака, градоначалниче, значи, пат се повториме дека проблемот дојде од и не дојдоа, нели? Не беше да дојдат, рекоти ќе дојдат у петокот, не дојде никој, нити се јави, нити не чуп. Понеделник, кога беме некња кај тебе, ни рече ќе дојде у понеделник министрот. Еве и понеделник, не, и сега викаш у текот на неделата, значи, ние сакаме конкретно, ни кажат, и ние продолжуваме со проект, ќе го блокираме регионалниот пат. Ке Белниската, доколку не знаеме, че вземи го телефонот, завртите му на министрот, не да се плашите од него. И дека каже, иде, не иде и готово. Воли, граначалниче. Почитуван советник Павле, како пред се како човек и како градоначалник и како кандидат за градоначалник, заедно ги исправичавме барањата, може да потврди тоа председателот на местната заедница дека е така, и се заложував и уште се заложувам и ќе продолжам да вашето барање, тоест нашето барање биде на крај реализирано и завршено со успех. Не би сакал да користам тон нема слух, има слух, не му го водам јас распоред на министерот, не сум во кабинетот на министерот и правам се што е во моја моќ и немоќ и надлежност и ненадлежност за да нашите барања бидат разгледани и реализирани или да заврши се со успех. Така да не би сакал да навлегувам политичка дискусија. Туку заеднички сите да ги одбраниме интересите на нашите сограѓани од село Сирково, но и на цела општина Росомо. Ви благодарам. Благодарам, граначалник. Дали некој друг два разбор? Значи, по моја сега тука треба да биде да направиме еден заклучок. Ова да го прочитуваме барањето. Се клучите. Ами ти го имаш Да ме чуат сите да што е барањето. Може да прочита барањето. Добре, ќе питаме барањето. Не брзо. Предмет барање, местна заедница Сирков од Сирково бара Советот на општина Росман да го задолжи градоначалникот на општина Росман активно да се вклучи во решавањето на проблемот со вклучката во Сирково и пристапните патишта до село Сирково. Воедно бараме градоначалникот да ги извести надлежните институции со проблемот на местна заедница Сирково и за преземаните действија од негова страна да ги извести членовите на мирниот штрајкувачки одбор на местна заедница Сирково. Бараме градоначалникот да испрати барање до Министерството за транспорт и врски на Република Македонија и јавното предпријатие за државни патишта со кои ќе се бара приклучок на брзиот пат Градско Прилеп
а кој приклучок ќе биде од голема важност за жителите на село Сирково, а воедно и за останатите граѓани на сите населени места од општината. Затоа што село Сирково води пристапен пат широк 4,5 метри, а пристапниот пат до клучката кај село Крушевица е 2,5 метри. Пристапен пат. И доколку се направи приклучок кај село Сирково, 30% населението на општина ќе го користи активниот пат на овој приклучок. Се надеваме ова наше барање ќе најде на разбирање зашто однапред ви се заблагодаруваме од име на населеното место село Сирково. Тоа е ова барање по кој ќе донесеме заклучок со кој градоначалникот се сретна со министерот заедно со луѓето од Сирково, ќе разговарат и за наредната седмица ќе ни известат што се договорили. Јас мислам дека тоа е најправилно така да биде. Мислам дека добро и советниците кои ќе бидат слободни да присуствуват. Може и така. Значи може да се задолжат и да се известат да се известни советниците кога ќе биде министерот тука да присуствуваат на ова тема. Тогаш го ставам на гласање овој заклучок со градоначалникот, со министерот да се сретнат и да заклучок ќе биде да како да го направиме. Значи, ви мора да донесете некој акт во однос на вас сега нешто. Да крстите и одлука може би. Може и заклучок, може и не знам што. Значи, мора да имате да го формулирате Може да би го одлука, гласите. не може заклучок. Одлука. Одлука. Добро, одлука. Може барање, може и заклучок. Може, не е проблем тоа. Терминолошки не е проблем. Меѓу тоа мора да имате што ќе гласите сега. Вие си правите Заклучок, заклучок. не, јас реков заклучок. Добро. Да, А напиши го со што кој? гласите и прочите го. Навремено Значи се задолжува, Ристе. Добро, јас само пишав Значи, заклучок. морате, нема после вака рекоме така рекоме. градоначалникот да ги извести надлежните институции. Да. Значи јас тоа градоначалникот ќе ги извести и направи за заклучок со кој градоначалникот да се задолжува да се договори со министерот кога ќе дојде министерот во Росман. Навремено информирање на советниците и представниците од местната заедница село Сирково за составност. Заклучокот мора да има содржина. Тоа што го зброите се, напиши го и дај го на гласање. Може да се обрати Така. Веле ако не е член на... Како? Да се обрати и Веле нешто има да додаде. Заклад на местната заедница. Ама кажано не се сержави да не биде само Тоа да. човекот дај го. Да. Ајде бе, да, повеќе. Има право. Естествено од Совет. Со дозвола од председавачот на Совет. Председ, добар ден, почитувани советници, почитуван градоначалник и председавач на општина Росума. Че може би во и прв пат вака некој председател на местна заедница да се обрате во Советот на општина Росуман за едно прашање кое што е многу витално за село Сирково, затоа што прво ова барање што го праќаме до општина Росуман и до надлежните институции е барање од кое што значи живот или обстанок на село Сирково и понатамошен развој на село Сирково, затоа што знаеме сите што значи комуникацијата на едно населено место со остатокот од државата. Меѓутоа се ги слушав сите дискусии, па би дал еден свој предлог, што значи дека општина Росуман и заедно со советниците едногласно да ни го дадат поддршка за овој предлог, што е за приклучокот за село Сирково и целосно асфалтирање на двата пристапни пата до Сирково, кои што водат по завршетокот на работните операции, за да општина Росума заедно со градоначалникот испратат барање до надлежните институции и да го образложат барањето зошто треба да се направи приклучок за село Сирково, како што и го имаме објаснато во нашето барање, за да утре министерот или надлежните институции имат на што да се повикат, затоа што барањето од страна на општина Росуман ќе има многу поголема тежина него ли едно барање само од село Сирково, како местна заедница. Мислам барем така правнички, иако не сум правник, и затоа мислам дека треба да се внесе едно такво барање, кај што ќе се опише ситуацијата моментална и зошто треба да се направи тој приклучок. Тоа е. Хвала. Хвала,
Јас мислам дека во сега што го спремаме ние да го секој градоначалник ќе закаже средба со министрот, ќе бидете и вие присутни, дел од советници ќе бидат слободни, ќе бидат присутни и тоа што лице месечно се презентира на министрот кои се најште барања. Значи секој дека вие имате поддршка од својот, ако немате поддршка од својот, сигурно ваша оваа седница не биде закажана. Че вие имате и од градоначалникот и од својот поддршка за вашето барање. Не, добро, да се правите колеги, кога се влева тоа на парче хартија, утре Да, ама добро, тоа ќе се договора со министрот на лице место. Да, Тој прочителите да каже што и како, да не има чиста ситуација. сега мислам да ова ќе биде заклучок со што се задолжува градоначалникот да договори средба со министерот за транспортни врски, со заеднички со жителите од село Сирково, да се известат и советниците во исто време кои ќе бидат слободни да бидат тука, да присуствуваат на таа средба и да се договорат или да се одобре барање за што ќе каже министрот по наредната седница да знаеме што ќе се договори. Да, но мислам, може би не е лошо барање да се испрати и до Министерството за транспорт и врски и до ЈПД, официјално барање од општина Росона. Добро, барање може Кое што е произвеждено од моменталната си седница. Тоа се тоа задолжение на општината на градоначалникот. Да се доставя. Јас мислам дека заклучкот одлука не може содржински да биде подкрепено да се договоре градоначалникот и нас да не известе. Затоа што тоа е не да не известен. Значи он градоначалник ќе закаже само средба, а ќе не известат нас. Јас ќе ви известам вас кои се слободни да бидат тука. Јас сметам дека ако треба да има тежина самото барање, дека треба советниците на општина Росман заедно со градоначалникот или евентуално го задолжуваме, мада јас сметам дека градоначалникот е задолжен и од самиот мандат, од почетокот на мандатот и пред, додека беше само кандидат за градоначалник, имаме средби со жителите на село Сирково и беше активно вклучен во се. И мислам дека нема потреба ни да го задолжиме, затоа што он више е задолжен. Не. Ама ние мораме да имаме во. Ние, Советот на општина Росман го задолжува или заедно со градоначалникот на општина Росман да испрати барање до надлежните институции со два цела. Кои му се целите на село Сирково? Целосно асфалтирање на двата патишта, веќе постоечки по завршувањето на самата операција, да го вратат во првобитната состојба, со поможност обврзувачки договор, ако више е надлежно ЈПДП или кој да е Министерство за труд, нема појма, со постоечката фирма, нели, Штрабак што го работи патот, и второ, поможност, ако не може клучка, јас мислам дека може да се согласиме на без излез или како и да е, само да имате, нели, пристап до патот. Јас мислам дека само така тежински ќе биде подкрепено, а не да се задолжи да се јаве да ни информира на секој дека ќе ни информира, он више е задолжен. Емилија, значи, градоначалникот и општинската администрација и работените во општинската администрација имат должност она советниците кои го носат на совет на општина Росман да го стават на хартија и од општинската администрација од некој си мейл, од официјалниот мейл на општина Росман да го достават институции. Да. Не, Проверете. само содржински да биде подкрепено. Јас како единка, како ние советници да пречеме, од кој мейл да пречеме? Од приватни мейлови? Не, ние. Нема разлика. Все пак треба градоначалникот да менеджера на оваа институција и он сите сугестии и забелешки од овој состанок како ќе се концепира? Тежински да има повеќе тежина. Добре, Има тук комплицираш, бе. Шо, дай го нагласи да не комплицираш. Програма цялостна поддршка на Заедница. Значи, може така и председател на местната цялостна поддршка му дава и на градоначалникот и не само да се стави на хартија, да се стави, да се прати во дадените институции. Точка. Не, Емилија скаже да каже да конкретизираме барањето. Средба да има на средба се разговара за две точки. Лучка или влез и излез и Чанче, прямо за локални да Не, сакам, советничката се каже да конкретизираме. Тоа е заклучок да биде по-конкретно, не да се договоре, па да се договоре. Че ни дадеш на следната седница по еден допис, како си го испратил, на луѓе да го само да го погледнем и тоа е тоа. Добро, да формулираме само заклучок, што ќе биде. Му даваме целосна поддршка на
граѓаните од местна заедница Сирков. На жителите на Да. Значи, и градоначалникот да го договори следните работи што ги разговараме. Како што се договориме да бидат. Мислам дека така да можеш да... Не, проблем е што он не знае да се Не, не. изрази сега. Не е проблем ми е друго, значи он не може да се изрази што е. Не, јас мислам дека се договори како што договори како да биде. Ние ќе го составиме после. Добро. Проблем е, тоа ја реков, остане го ќе го формулира тоа. Он не знае да се изрази. Тоа е проблем. Чекай, треба да ста... Паузи да. Предлог заклучок од Советот на општина Росован. Советот на општина Росуман го задолжува градоначалникот на општина Росуман да испрати барање до надлежните институции, Јавното претпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски. Целосно асфалтирање на двата пристапни пата до село Сирково по завршувањето на работните активности на патот и да се направи обврзувачки договор помеѓу надлежното министерство и изведувачот. И второ, приклучок за село Сирково на брзиот пат А1 градско прилеп, на влезот кај село Сирково, бидејќи село Сирково како втора по големина во општина Росуман, самиот приклучок би го користеле поголем број на граѓани. Добро. Вака направен предлог заклучок, го ставам на гласање кој е за. 8 за. Со ова завршуваме оваа седмица. Ве чекам на 17 декември во петок во 10 часот на свечната седмица на општина Росман. Ги покануваме и жителите од општина Росман по кои сакаат да присуствуваат на оваа свечена седмица, каде што ќе биде и програмата на фолклорно друштво Куд Росман и да бидат гости на овој ден. Ви благодарам на сите.